нешто сакам да ви кажам, нема да ми се љутите сигурно. Работиме од прилика 30 на луѓе на еден на еден. И ние знаеме, нели, забавна емисија, ток-шоу програма, има многу такви во светот, кај нас за жал малку се. Сакам да ги поздравам сите тие 30-тина, се стварно многу големи професионалци, супер си ја вршат работата, од вас добиваме денонокно многу пофалби и многу ви благодариме за тоа. Но некогаш и тешко да се пишува хумор. Ние сега не се осетивме дека ни беше најтешко да пишуваме хумор од било кога до сега што ни било. А тоа е поради јасни причини што и вие сите ги знаете. Една работа за мене која најверојатно и не ја знаете, ја имам загубено татко многу мал. И многу ме погодуваат такви некои работи. И ова што се случи со Тамара, мене многу ме потресе, а мојата загуба е миниатурна за тоа што им се случило на родителите на Тамара. Значи тоа е една таква трагедија на тој начин да го загубат детето и толку е тоа непросливо што навистина не може никако со никакви зборови да се опише. Сакам овој момент, оваа минутка да искористам да дадам еден апел. Ви го користам и вас времето, не ми замерувате. Сакам да дадам апел до сите надлежни, ова не смее да се повтори. Значи ова не смее никогаш да се повтори. Не ме интересира дали дале се, дали не дале се. Значи треба да направат се што е можно да не се повтори, се што е неможно да не се повтори. Ако треба и чуда да прават, тоа не смее да се повтори никогаш. Тоа е една работа. Втора работа, сакам да ги поздравам сите што помагаа за поплавите и за сите што беа засегнати од поплавите. Значи, сакам да тие што не помогнаа, сакам да им речам да си преиспитаат својата одлука и сепак да помогнат. Бидејќи не знам дали приметувате од година во година како човечноста ја снемува кај нас оваа нација, овој народ и како немаме емпатија меѓу луѓето. Значи, љубов и добрина кај луѓето се уште постои, но некако надежта како се поише и поише да паѓа. Така да, извинете што ви го земам времето, пак ќе повторам, ние ќе правиме пак емисија како што правиме, ние сме за тоа и професионалци, но чувствував јас лично должност дека овие 2 минути треба да ги искористам за ова. Така да ви благодарам, ќе имаме супер емисија, имаме одлични работи спремно за денеска и ви благодарам што дојдовте, извинете и вие на телевизија што одзема време. Фала. Шпица, пуштај. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепермил, него па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е, да. Имаш неделно на Алфа и Келе. Добре дојдовте во најновата епизода од Еден на еден, заедно со човекот кој преферира течен сапун наспроти оној обичниот, Жарко Димитриевски. Оје! Благодарам многу што дојдовте, имаме, како што кажам, супер, стварно супер емисија. Ако направам нов бизнис, некојаш ќе отворам кладилница и ќе си ја крстам Бени Хил. Не Вил Хил, Бени Хил. Не знам, смешно е, ама тоа е целата поента. Фактички, стварно е смешно што секој викенд ќе доаѓаат луѓе и ќе ми даваат пари без веска. Доаѓаат си оставаат пари. Бени Хил. Имам другар Црнец. Црнец е типот од Америка. И многу лаже, вика дека он го измислил блицот за мобилен, за камера. Лично тој блицот го измислил Црнец, некој од Америка. Му викам, нема врска, не лажи. Ја го измислив задно. Добро, шо ти текна, му викам, да го измислиш блицот? Црнец, обичен другар. Вика, абе жаре, а како ќе докажам вчера у диско дека бев? Имаат пронајдено загубен дел од Библијата. Вчера. Не чувте? Да, стварно. Ние го имаме оригиналот. Значи, тој загубениот дел од Библијата, ова е оригиналната Библија. Не прашувате како ја добивме, странски служби се. Значи не, друго ми е поентата. Она што е многу интересно, излегува дека не се само Адам и Ева првите луѓе, имало уште еден трет човек. Да, и сега ќе ви прочитам извадок од загубениот дел од Библијата ексклузивно. Вака оди. Господ го создаде Адам по својот лик. Потоа тој извади едно ребро од Адам и ја создаде Ева. Но Господ не беше задоволен од креацијата на Адам и Ева. Тој реши да создаде уште едно битие, третиот. Пошто Господ им ги додели задачите на првите луѓе.
Ти, Адаме, ти ќе се грижиш за Ева, бидејќи си маж и си силен. Ти, Ева, ти ќе го сакаш, ќе се грижиш за Адам, бидејќи си полна со љубов. А ти трето битие, ти за 1.000.000 години ќе водиш временска прогноза на Сител. Долга беше, ама вредеш. Зашто цело време откриваат некои глупи, неважни работи со група научници открила. Знаеш, тие група научници никад не го откриваат леко за рак, све некои идиотски работи откриваат. Знаеш, читате по порталите. Ова е стварно не е измислица. Пред некој ден прочитав, група научници откриле дека Хитлер имал многу гасови и прдел. Како решиле баш на тоа да прават истражување бе таа група научници? Значи како изгледа тоа? Шефе, ќе ја лечиме ли сидава бе? Каква сида остај тоа бе? Хитлер прдел. Хитлер прдел. Лила Филиповска гостим во еден на еден денеска и подготвиме многу добри работи. Еве го тој момент што го чекаме. Овој разговор ќе биде снимен. Зошто бе? Ало, Ало, Жаре, спасе ти ли си? јас сум Спасе. Бе, Спасе. Шо преш бе, Спасе, шо преш? Еве, читам новини. Шо ќе читаш, само мене ми има понови. И имате туку, крстозбор ти има. Берберот. Ти шо правиш? Ништо, Спасе, на работа, досадно, ништо. Земи гледај некој филм со Хју Грант. Спасе, шефот ќе ми се јави, извини, морам да. Овој разговор ќе биде снимен. Ако е лента, зошто вика два пати овој? Да? Рече дома си. Рече сама си. Арче ми звони нон-стоп. Овој разговор ќе биде снимен. О, Ало? Жаре, Еј, кој е? Јован Јованов од Маѓија, брат. Еј, Јован, шо преш бе, Јован? Еве у Америку, у Лос Анџелес. Шо преш у Лос Анџелес? Го пробивам пазарот, брат. Кој пазар бе? Буњаковец. Свашта. А од Не рековте дека овој разговор ќе биде снимен. не зборувате доволно гласно. Молам? Зборувајте погласно. Молам? Зборувајте погласно. Како тоа да... Ало? Од оддел за прислушкување се јавуваме. Зборувајте погласно, ништо не ве слушаме. Добро, добре. Вип да не... Ало, Не сме на VIP. Туку, знаете што, не знам, докај е Лила? Докај е Лила? спрема. Каде? Собликувално. Мислиш во шминкерна? Бидејќи немаме собликувано. Имаме сеа. Не, одам да видам докај е Лила. Чекај да видам баш што направи Лила. Чао, Жаре. Не ве држам. Ич. Само сакам да поминеме, пошто да си знаеме за што ќе збориме. Само секунда, Жаре. Лепчете молам ова. Така. Така душа. Почињаме тоа со презимињата Лила, хахихи во Шведска сде. Баш мораш, нели? Па да, тие работи као. После идеме бракот, другиот брак. Чекај. За кој брак ќе бъде? Првиот, вториот. Мораш. Не? И Владко вика не. А шо? Добро, готово. Значи ти немаш да друго што да збориш со мене, мораш само за брак да збориш. Таман работа. Идеме. Добро. Значи, тогаш вака преме. Лила, хихихи, Шведска, едно друго, со водителство, пеењето, Добро. едно друго, нели шо бев као... со За мојата други- музичка кариера, не? Така е, после одиме бракот, па после одиме... Јас мислам дека ти кажав пред малку. Значи, аман со тој брак, аман со тој брак. Бракот уствари Многу ги има. Готово. Кобре Владимир е многу два брака. Готово, ги не има. правиме. Значи,
Лила, шведска, пеењето, одиме со ова со шетањево што беше сега, малце на хелиум правиме, збориме за бракот, после банкарот. Кој брак? Па не збориме за банкарот. Па не уреду. сум, значи не сум мажена и крај, не сакам за брак. А за бракот? Неко за банкарот. Океј, готово. Значи, извини, стварно бришеме, се бришеме, дај. Се бришеме, се готово го нема. Да. Не треба, Да. си одам, значи готово. Слушај. Значи, ако ме прашаш, не ти доаѓам. Ништо. Значи почињаме ова кариера, новинарство, чуда, бракот, еден, втор брак, све збориме. Ајде. Ќе губиам. Вика дека Пеше најдобриот фристайл рапер на Балканот и широко. Ние тоа ќе го провериме. Пеше, имаш бел чај од портокал, пун со минерали, од група на зелени и црни чаеви е. И што, добар е за срце. Гледај. Вижте како мал, сакав бел чај од портокал, со сите минерали од него би испил скоро и цел бокал од групата на зелени и црни чаеви. За сите добри почетоци, за срекни краеви, за кога врне дошти ветер, кога дува. Срцето е најбитно, па пробај ке видиш како го чува. Yes! Пајак! Читате ја нашата страница во Теа Модерна, а исто така информирате се за дневните настани од Нова Македонија. Ако сте глани, направете си ужина со Пека Беско. Сега да ја најавам мојата гостинка, таа е една од најпрепознатливите ТВ лица кај нас. Нема што да се збори, навистина една и единствена Лила Филиповска! Ти благодарам. Повели. Добро Ај, до тебе. од старт Филиповска ли Стојановска ли, како да те Чека, ти викам? од старт кажи ме мене која камера ме снима овде во нозете. Која камера снима Подобро е во нозете да вака. видиме? Ајде да видам. Ете ти види се. Или вака. Или така. Не мислам обратно. Чекај. А чекај јас да гледам, чекај малку. Вака, ето. Жаре тоа е тоа, ама ти немаш добар видик од таму. Но Или добро. како? Не, јас мислам вака, на превиуто таму да си гледаш. Добра ти вечер преви на тебе, до Пепермин, чао, ви ги сакам песните да знаете, многу во ги пеам. И која, на пример? Например, веќе е време да се заљубиш во мене. Тоа е стих, не е Тоа е цела мојот песна. омилен стих. Омилен стих? Омилен стих. Добро, ете, прифатен Да, комплимент. потоа ќе ми ја пеете. Закон. Да те поздравам публиката, убавите девојки забележав дека си ги ставила. Да, на крај Фала си. Богу, 3 девојчиња убави тука си ставила во почетокот. Фала ти. За да видов господи. убави девојчиња балканска работа и секако гледачите на твојата емисија на Алфа. Исто се најубави. Кој тоа сега? Гледачите. Да, најубави се. Да знаеш. За нив постоиме на крајот на кришта. Да. Филиповска или Стојановска, Аха. како сакаш? А што е битно? Една е Лила, така? Фино кажа, една е единствена. Една е, така. А во лична Стојановска. карта што ти пишува? Стојановска. Во лична карта сум Стојановска. Така? Така што уште 6 пати ако се мажам, ветувам дека веќе презимето нема да го сменам. Нема, Да, тоа е да. тоа. Браво. Тоа е презимето на мојот татко, единствениот човек кој што заслужил да го носам неговото презиме. Значи тоа е, да го речеме, моминското, твоето. Кога бев мома и се уште сум мома, да. Се уште Мома си. за мажење. Мома за мажење Да, си? па нормално. Па да, ја ти најдеме Каролина, ја омаживме, Ја кога беше омаживте? сега и тебе да те даеме, што? Ја омаживте Да, Каролина, најдовме, а да. мене уште нема маживте. Уште не. Требаше ти прва да бидеш. Па ја трет пат барем да се Направи трета вака среќа. сега, ајде. Добро. Еј, знаеме Филиповска Стојановска, а од каде Лила? Бидејќи не е така често име, повеќе има Лиле. Да, многу често, да, ме викаат Лиле. Кој те вика Лиле? Знаат многу често Лиле. Имавме една на времето Станча, ако не гледат, ја поздравам, работеше кај нас во Сител и ќе ме бараше некој на телефон и за ме гаеше Лиле Филипова ја бараат, ја ниту сум Лиле, ниту сум Филипова, разбираш? А мене ми го барат Меѓутоа- господин Табани, равни Табани ми го барат на телефон. Озбилно. Мене така, ме викаат често, ама јас сум Лила, јас не се лутам кога ми кажат Лиле. Аха. Лила, зашто Лила? Па не знам, веројатно некоја комбинација од со оглед дека сум родена во Гетеборг, во Шведска сакам да кажам. Лила е нешто малечко, а Лилјана е македонско име, па некоја скратеница, мојата покојна тетка Даница ми била Ај кума и употреби го во реченица како нешто малечко. Лила Бебис, Тоа што значи? бебенце, малечко бебенце. малечко, да. браво. Лила Флика, малечко девојче. Аха. Тоа сум јас. Ај кажи поздрав до сите гледачи.
Поздрав до сите гледачи на шведски. Хеј! Ете така, одличен шведски. Значи хеј, вака хеј име она здраво, чао се име хеј. А пријатно име хејдо, така да хејдо на крајот ќе им го А кажам. хејдо. Па добро, Хејдо, демек да. довидување. Довидување, од нашиот. Така бе, така, од нас е, нашиот од јазик. нас е, од нас е. Имаш ли моменти да треба на шалтер да даеш лична карта или нешто, не знам, така и да ти речат ти си стварно од Шведска? Да, некој ќе ми кажат швеѓанка, викам. Швед, Чисто да. крвна се гледа по мене. Плави очи, плава коса. Па добро, моите родители со години работеа таму сум родена Браво. си мојот брат. А имаш некои анегдоти вакви со Па Шведска? да, на шалтер не се сеќавам, меѓутоа знам еднаш пред неколку години еден полицаец ме стопираше. Не бев крива, жи се. Онака на две полни свртев ненамерно ми се случи. Так. И ми вака вика, Лила, ја викам, Филиповска, родена Гетеборг, Германија. Главен град на Ама Германија. полицаец бил. Полицаец бил се Поздрав до сите, не ми ги простува. закачате, ми требаат. Така што Гетеборг беше во Германија, таа вечер. И ти имаш еден познат лапсус да го кажеме за твојот роден град. Еден лапсус. Еден на кој се сеќавам. На што се сеќаваш? На твојот роден град Шведска. Мојот роден град Шведска, да. Види, долго време работам, многу емисии имам изводено во живо. Па дури кога имам снимени емисии, која ќе сгрешам многу често, знам да не го поправам тоа, ќе си насмеам сама на тоа. Живи луѓе, едноставно тоа е тоа. Так. Се случува такво нешто, сум направила еден куп лапсуси, тама работа. Сега знаеш како, можеби ќе ми текне во текот на емисијата, меѓутоа ми беше еден од поголемите. Се случува. Ти лапсуси, музички кариери се случуваат и се случува. Добар лапсус беше тоа. Добар Музички лапсус лапсус беше тоа. Имаше еден музички лапсус. Да. Колку песни направи? Па не знам, 4-5 на кај албум бев 4? тргната. Ти не знаеш. Чекај, не знам 4, знам дека беа, 2 сигурно знам дека беа. Една имаше со змијата, нешто спотот што беше. Види, сега ти кажам, ти сега ме викаш во гости, а не си се информирал за мојата музичка кариера, тоа е навреда за еден гост. Така Дали е. сум во право, Така еден е. аплауз за мене. Така е. Така. Сакаш да кажеш дека ти си еден од оние што не ја следеше будно мојата музичка кариера. Дали тоа сакаш да ми го Го кажеш? следах хитот со Александар Блажевски, што го имаше, тој го знал. Само љубовта е она нешто што ме на. Што не се сеќаваш на песната? Па ти ме збуни. Како, Се сеќавам. јас знам како идеш. Добро. Само љубовта е она нешто што ме допира. После? Не е така, бе. Па што ме љубовта што ме исполнува на пример. Пример. Сакаш да играме она со додавање зборови, како се викаше актерската игра? Како се вика? Она со Струја на додавањето. свеста. Како? Струја на свеста. Струја на свеста. Еве ја како е. Ајде почни. Млеко. Млеко сакам. Млеко сакам да. Млеко сакам да истурам. Млеко сакам да истурам додека. Млеко сакам да истурам додека ми Млеко сакам да истурам додека ми тече. Млеко сакам да истурам додека ми тече по. перверзњаци. Не играм со вас. Ајде. Ајде. Млеко сакам да истурам додека ми тече по нозете. Добро. Млеко сакам да истурам додека ми тече по нозете со. Млеко сакам да истурам додека ми тече по нозете со лила. Која ти е логика? Не знам. Играј. Млеко сакам да истурам додека ми тече по нозете со лила и Ќе го најдеме. Млеко сакам да истурам додека ми тече по нозете со Грешка, лила. не. Ајде, ушна, готово. Добро бе, добро, голема Да работа. се разбереме и се мислеше на млеко за тело, така? Секам. Не. 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 Види сега, за Клеопатра знам дека се бањала во млеко, ама јас сум млеко за тело, па на моје нозе друго млеко не стало. Ете го. Ова е Александар Блажевски? Стани. Одлично. Не ме разбираш. Ајде. Ти ништо не слушаш и само љубовта е она нешто што ме збунува. Што ме збунува? Како било? Што ме збунува? Оке, одиме ритам. И дали знаеш ти како е сно се
Па нешто, не знам. Само да ти кажам дека на момент сега со овој краен твој, како да се изразам, што беше овој шекор некој измислен. Шпага шекор. Ме потсети на... На Блажевски. Не на Блажевски. Во најдобрите денови. Не, ме потсети... На Јован Јованов. А престани да ме буниш. Не Елвир Мекич. На Сашко Коцев како со брата Рој. А, не. Така Идол играше ми е Сашко Мекич. Коцев. Така играше. Чекай да видам нозеве какви ми се. Добро. Да шмркнеме чајче. Добро, може и јас. Ајде ти малку и да одиме со Што друго те сериозните интересира? работи. Сериозните А работи. сега да кажеш дека мојата музичка кариера не беше сериозна. Да, не. Може би. Договори се. Епа Ивица Боцевски колку време не може да се договори, ја да се договорам се. Да е само Ивица Боцевски што не може да се договори. Секој се снашил како што знаел и умел. Не сум никому љубоморна, а напротив, јас само можам да кажам дека сум му благодарна на Господ за она што го имам и што го поседувам, што имам едно здраво и паметно дете кое што благодарение на мојата работа и тоа што го заработувам, нели таму и тој кај што е, односно не е изфрустриран, не бара повеќе, задоволен со тоа што го има. Знам дека можеме многу повеќе, ние сме држава која што работи на тоа, се надевам дека ќе има Знаеш ли подобри кој е денови. единствениот исклучок на оваа теза? Сиромашна земја со екстремно добар и популарен шоу бизнис. Да се сетам дали знам. Страшен шоу бизнис, не, значи страшен. Индија. Не, Демократска република Конго. Конго. Ова е навистина. факт што го измисли во моментот. Да, ја. А јас па му поверував. Не ми се верува. За Индија знам дека не има многу сиромашки, меѓутоа Боливуд работи страшно добро, така што помислев дека е тоа, ама ти си непредвидлив. Така. Сега сакам да ја вклучам малку и публиката. Значи, што е работа? Знаете, веќе тоа беше многу пати кажано по медиуми и по што не, дека Лила прошета многу здраво во периодот последен. Се чувствам кој на Марс да сум била. Ајде, па не одат сите така во кај стигна таму по Централна и Јужна Америка. Не е точно, отвори Facebook, секој вторе некаде по светот. Северна и Централна, Јужна не беше. Во Јужна не бе, во Централна бе. Чекај, не кажувај каде. Сакам вака да направиме. Рандом држави, било кој, значи Северна и Централна, а Лила ќе ни каже дали била или не била. Имаш 30 секунди само да кажеш приказка од таа земја. Само 30 секунди. Ајде. Само. Ајде. Значи мора да е брзо. Ајде. Хондурас. Паметно. Хондурас. Да. 30 секунди течат сега. Да. Централна Америка, бев, многу зеленило, преубава флора, преубави ресорти американски, преубави плажи. Интересно нешто кажи бе. Многу црнци, многу... Така, тоа. И многу туристи. Преубави плажи, Добро, ајде. Во Белизе. Да. Таму, сметки дали отварала? Да, таму бев, да. Ајде одиме вака, значи 3-4, 30 секунди. Да, бев и во Белизе, тоаш кога бев во Белизе имаше монсунски дождови, прави бев монсунски дождови, верувај ми. Многу опасно, многу малку проштав, многу малку видов, ама успеав сметка да отворам да не се секирам. Успеа? Јас! Уху! Добро е. А таму очи има многу пари кои има монсун летаат пари. Да, па така. Ги земав тие пари и си отворив сметка. Следна држава. Канада. Never been there. Не беше Канада. Никаде не сум била. Добро, не била Канада. Ладно е. Кајмански острови. Бравос! Да, едно од најубавите острови кај што сум била. Беше 30 секунди течат сега. Џорџтаун. Значи сите јахти знаеш дека од таму доаѓаат, сега да пишува Џорџтаун. Оди на Сани Бич кај нас ќе видиш. 7 милји се вика една најубавата плажа таму, односно 7 милји е долга плажата. Значи бела, песочна, се тоа само да кажам Кариби. Готово 30 секунди поминаа, браво, толку. Знаете што е многу интересен факт? Лила е права античка македонка. Видовте ли? На Сани Бич кај нас. Не го даваме! Солуне наш. Да кажам дека сите овие места што ги спомнавме излегуваат на Карипско море. Стварно прошета многу, ала нека ти е супер, се е окей. Па види, тоа е единственото нешто што дефинитивно ме растеретува од стресот до обврски, кога си го пуштам мозокот буквално. Ајде да разрешиме, бидејќи тоа многу имаше по портали, со кого Лила,
Како што, со кого беше, ајде? Ле, многу сакав да бев Ај, со со некој кого многу беше? згоден дечко. Значи не е беше? Со некој што ќе ми го платеше патот. Многу сакам да е тоа вистина се што Тоа мислам. се пишуваше со кој човек е Лила? Кој беше? Најдобриот другар или другарка да кажам во тие патувања е мојата другарка Снежа. Значи, со другарка беше? Или Жана, да, и незиното синче беше сега со нас. Она има туристичка агенција, она го прошитала светот 2 пати и сега вака ќе ми каже, вака, пиеме кафе. Ти си била ваму? Не си била, Лила. Значи таму мора да одиш. И толку ми треба. Вау, каква другарка, готово. добре, Ајде, јас сакам да ми мојата стане другарка. Жана, да, ја поздравувам. Така што замисли да Ај одиме. закажи ни кафенце 3 другарки. Може, те носиме следниот пат. Јес! Види да ти кажам, знаеш што, Жаре, морам ти кажам и на работа. Кажи. Се откажав од скапи парчиња гардероба. Добро. Се откажав од трошење пари на глупости, верувај ми. И од дрога. Се гледа? Разубавена сум. Така што сватив дека најубавото трошење на пари е давањето пари на син ми, за било што тука не му се мешам, Добро. и давањето пари на убави патувања. Осини ме. Колку години имаш? За тебе и малолетенки. Стар си. Не ме зема. Добро, не ме зема. Слушај да ти кажам, јас ако сакав 2 деца ќе родев до сега. Така што едно сакав, едно А родив. зошто не едно остана, пример? Што е работата? Ај добро, сега може и разни да се причините, ама пример ти ако би можела некако да се вратиш уште едно да направиш, не би направил? А зашто да се вратам сега, демек сум стара, не можам да А, родам, леле, сакаш знаем. да кажеш. Не си. Луѓе, не можам да родам, мислите? Кој бе сега ќе роди? Сега Одма, ќе во го моментот. родам. Пуштај светлата. Дај го докторот. Молам, доктор. Ни тоа не Па треба. ни тоа не ми треба, што ќе те Јас сум ти жена борец, се сам. Жена за сва времена И за си ти, себе Лила. и за тебе. И за мене, и за сите. Лила, браво. Браво. Кажи ми вака сега. Ти си многу активна на Facebook, Twitter, не, на Instagram. Нема некој што поубаво ги менаџира своите профили, ти помага некој или ти тоа сама знаеш у кој момент да пуштиш, што да пишеш, бидејќи си стварно топ во тие работи. Знаеш како, го имам Спасе, тој е мој другар и... И ја го имам Спаси иначе. И ти има Спасе? Ја го имам Спаси. Истиот? Замисли истиот мој да е тој генијалец позади профилите на Лила. Значи ти си имаш еден Спасе. Имам. Така. Да. И мене доволен ми е тој да ти кажам. И мене ово исто. Значи, Спас е задолжен за мојот фан-пејдж, Добро. а за мојот личен профил генерално сум јас. Некош и таму ми помагам и тоа морам да ти кажам и на работа. Значи јас во принцип ќе ставам она што сметам дека треба да се стави. Значи имам чувство за менаџмент и за менаџирање на себе и на својата кариера, тоа го правам сама. Да не ги навредиме, ама има многу откачени фаци кои што се што пишуваат и сигурно на дневна база ти стигаат Има и откачени, меѓутоа има и безобразни да кажам. Има. Слободно, значи безобразни кои што се дозволуваат буквално се и се што да напишат и Така. жалам што Фејсбукот го изгуби основното значење, знаеш, да биде забава, да биде дружење, никако се отиде во политика, во навредување, во хейтање, во тролање. Тоа некои изрази кои што јас ги научив. Море како ги расфрли, тролање, лол, ВТФ. ВТФ, БФФ и ТБТ, знаеш. Така, Insta size, окей. Друго, ај овие трни ги на страна безобразни, овие симпатични ми си интересни. Да речеме, сигурно има некои што ти пристапуваат како да те знаат, знаеш, онака што ти пишуваат здраво Лила и мислат дека се треба да зборите вие. Грото така почнува. Добро вечер. Како си, Лила? Во овие доцни часови што правиш? Еј, Лила, здраво. Здраво, Лила, имаш, а некој ќе отвориш, имаш. Здраво, Лила, здраво, Лила, здраво. Оно, лабаво, само здраво, здраво. И некој се ставаат коментари, нешто за емисијата, па нешто, не знам, за чевлите, па нешто за накитот и така. Има се и се што. Меѓутоа да, морам да кажам дека грото се И одеднаш се мрднува, леле колку си секси сакам да... И така, кога не може да издржи више. Слушај, си вратила на некој така, да му речеш здраво, здраво. Здраво, Лила, здраво. Не, ретко враќам само ако е нешто на вистина кај што треба. Не можам, на вистина немам време, сериозно. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид Скопје.
да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Zlaten Dab. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig, er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Ама не ми кажи много кај јадењето и ќути, тоа, чекай, странки нема блика. Guten Abend. Wo ist der V-Park? Како не знаеш право по Теразија, лево вртиш кај споменикон Гоце Делчев, тука ти е булевар Майк Тајсон, ти не оиш по него, оиш по Ленинова. И тука ти одма пиши, пум, парк. Ке приметиш врие жени на турли, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте Фрухте 100%. Океј, сега, колку бракови имаш за себе? Само 2. Само 2? И ти Елизабет Тейлор имаше 9. Која риба сум јас со 2 брака за тебе? Претендираш медиумска личност, да си со 2 брака. И шо? Ништо. И се фатиле 2 па 2, 2 па 2, шу себе 2 брака да му се снеме. Само 2 сум успела да одведам до олтар. И назад. Трета среќа, би правила трета среќа. Чекај. Што? Оп. Запишав нешто си, нешто мое, нешто Па украдов. тогаш хелиум дајте и нали? Ајде, дајте. Хелиум сакам. Да, морам да ви кажам. Околу тоа. Околу бракот? Да, околу бракот нешто. Што би ни кажала да Па речеме? не, што ме праша за трета среќа. Аха. Били вака. Ајде да видиме. Убаво. Ова ќе биде добро. Постои... Мола? Толку трае. Требаше побрзо. Побрзо. Ау, шубаво зема. Сега одма. Постои само еден начин да имате среќен брак. Штом дознам кој е тој начин, пак ќе се омажам. Браво! Браво! Што со? Мажите се толку многу слични помеѓу себе, така да слободно можете да се останете во брак со оној првиот. Каква шнизла! Не ми го сега. Нема. Веро е искусен дувач на хелиум. Ги издува? А во влекуваш? Тотално. Оуе. Јас научив на кој начин можеш да останеш во среќен брак. 2 пати неделно да одиш на вечера, на добро вино, на музика. Само што, мажот во вторник, ти во петок. Браво! Кога некој ќе ти го украде мажот, нема подобра одмазда да го оставиш. Браво! Што имам? Нека остане, ова ќе ми треба за подоцна малку. Нека остане. Шубаво ми звучи гласот со хелиум. Од сега емисијата ќе ја возам емисијата. Имаме и други хелиуми. Никај нас секогаш има хелиуми. Слободно издувај го, слободно. Не, ти ќе го издуваш. Дај нешто ќе кажеме. Што да кажам на хелиум? Да го кажеш, ти женет ли си? Не. Епа, слушна ова сега, запамти Све, нешто? да, Запамти? да. Добро, еве сега земи го ова. Еве и сега може да кажам апропо тој муавет. Ајде. Никогаш нема да се женам. Никогаш не ми треба. Освен се Лила. Тоа ќе биде, ти кажав, кога ќе ја дознам тајната на сличниот брак. А овој хелиум ќе ме убие еден ден. Во колкави количини го вовлекуваш? Не знам да ти кажам. Големи. Во доволни? Да, мислам дека доста големи. Да. Морам да ти кажам една многу битна работа. Ајде. Очигледно е дека се мажам на 10 години. Да. Така му доаѓа? Да. Значи вториот брак ми беше после 10 години, а оваа година во 2015 ми е 10-та. Давај. Што да ти дадам? Со кого? Па нели со тебе?
Ако сакаш. И тоа што викаш, не сакам. Размисли, еј. Не сакам, имаш девојка, знам. Плюс многу, не сум ја некој као, што можам да понудам? Човек, ништо немам спасе, само ми е другар. Па јас имам еден спасе, што ни фали? Тоа е тоа, да. Спасе да се јавеше. Режија, спасе да задзвонеше. Банкарот. Можда. Или спасе, ај види. Ти дадам тебе. Види. Не знам. Не. Банкарот. Види, некојаш така прави. Овој разговор ќе биде сниман. Молам? Све снимаат. Банкарот, внимавај што ќе кажеш. Ало. Не е банка. Кој е? Ало, Лива. Кој е? Спасе. Спасе, здраво. Ама мој спасе или на жаре спасе? Па кој друг истиот? Еден е? Еден. Делиме Која слика да ја ставиме со нозете, левата или десната? Стави ми ја левата, бидејќи ми е подолга и поубава. Еве, левата ставам ја. Стави ја. Те молам десната ако можеш и сечи ја. Благодарам, спасе, еве ти го. Еве ти го жаре, појќе лајкови, левата ми добива. Ете така. Не, ама на вистина, еве, глеј. Се за лајко. Многу ми пубава левава нога. И затоа вака ја ставам, вака ја сликам, знаеш. Како бе може да ти е многу пубава левата Да бе, нога? да, и подолга ми е, не знам, како, не знам. Сериозно? Како Надија Оерман сум. Која? Надија Оерман. Добро. Манекингата од времето на Тито. Синди Крафт. Престани. Синди, кај не знаеш уште, значи од времето твое време. на Синди. Жаре, Ама Ептен беше на послужавник. Ама види сега. Види се, од било кое време треба да ја знаеш. Така е. Тоа не те вади сега што не Боже, знаеш. Тоа беше Одлично. манекенка која што имаше најдолги носе. Најдолги. Да. Ти се одлични и гледам свежо депилирани. Сега се депилиравме во гардероба. Многу ме интересира што толку ви е проблем тоа со депилирањето? Што ви е толку тоа? Како не знам? Ти си пробал? Не, нормално. Јас сега да ти кажам тебе што ба вас ви е толку проблем со бричењето и ти сега ме кажеш што си пробала ли? Не ми е Ја ќе ти кажам да. Чекај малку. До толку многу ако е, не знам. Еле, не ме иритирај. Значи, ќе ти донесам или ќе поберам депил ленти и тука во живо има да те депилирам. Кога може да се породам во живо овде, немам проблем и да те издепилирам. Ја ако ми е гајле тоа, не е проблем, ајде, ама дај некако да го направиме, да не е тоа туку така, дај да имам шанса да го избегнам тоа. Аха, ајде да играме на некои прашања и одговори. Добро, јас сум доста онака. Подготвен, бро. Значи, додиме со прашања и одговори. Добро. Кој одговор ќе го знаеш, си се спасил од лента. Кој нема да го знаеш, ќе те депилирам. Супер, нешто како енигма со депилирање, твојот поранешен квиз. Мојот прв квиз, мојот омилен квиз. Може? Ми фали енигма. Дај ги лентите, ајде. Прифаќаш? 100%. Предизвик. 100%. Добро. Ајде, дајте ми тоа што си спремив јас. Ти благодарам, Душо. Многу убаво ми ги донесе. Ја рекам, многу убаво мирисаш, ке ти Како убаво рече. ги подаде. Он е таков нежен. Значи вака. А знаеш дека е нежен? Па секако. Ние всушност секогаш се депилираме. Жаре, ќе седнеш тука како да Ќе седнам, да. Вака сега, телефонот ќе ми го дареш тука, затоа Ево го. што ќе се јави... Спаси Судија. треба да ми се јави. Спаси се. Ќе ти звоним тој што ти е твојот таму банкарот. Банкарот мој, добро. Да. Па ме збуни преска, спаси. Чекај сега. Еј, Значи вака. чекај малку, ама сериозно, пошто стварно го правиме ова. Има ли шанси нешто да ми се задеси у долгроб? Да, има шанси да бидеш издепилиран. Држи Значи вака не е сега. страшно, така? Ќе пораснат и крај, голема работа. Јас сум свежо депилирана. Добро. Дали ми фали нешто? Па ти си жена. Па што има врска? Па ти биди жена сега. Ајде ќе бидам жена сега. Еве. Барем го. на кратко. Ајде ќе бидам. Океј. Јас земав дел од прашањата кои што ми останале во сеќавање на времето кога ги поставувавме и сега внимавај добро. Се знам, џабе, нема шо и да ме прашаш. Добро, затни се. Ајде. Прво прашање. Која година била данската окупација на Париз од страна на викинзите?
Сега ќе ни каже банкарот. 848 е. Дали тоа точниот одговор? Знаев. 840. И ке мене така пишува. 845-та, давај раката ваму. 3 години е, бе! Само 3 години промаши, ама ќе те депилирам. 3 години е! Знаеш како вака се загрева? А Данско кралство, дали си ти? Нормална сум, да. Значи вака се прави, ќе го стоплиш малку. Ова не е фер. Да. Вака. Добро. Абе, овие не се за бркови вадења? Дај нешто мало, така е. Требаше поголеми да ми дадете да му се снима. Ама дај нешто кај што нема да боли. Чекај бе, Жаре, од почеток ќе почнам, не се секирај. Ама не превише, еј. Леле, не прави толку многу, леле. Имаме камера овде, нели? Добро. Да видиш ти дали боли или не боли. Не болело, сме се запнале ние, депилации, појма нема за викинзите, појма да се немало. Нема да викам. Ова не е за покажување. Ке седи да ме средиш. Ти те досредам со второто, просто нема да го знаеш. Коцката е фрлена, рекол Јулије Цезар кога е преминал реката Рубикон. На кој датум? Коцката е фрлена. Чекај, моце, стои. Тоа е 49-та година пред наша ера, као му доаѓа таму. Кој 49-та година пред наша ера, тоа го знаат сите. Бараш датум! Барам датум и саат. Ај саат не мора. Еве. Леле, Лила! Датум. Кој датум? Јануари 8 јануари. А како не е, Знам дека не е точно. 8 јануари, На 10 јануари појма да се немало, значи историја, да не знаеш, дај ваму сега да бидеш истовремено на исто место. Леле, колку влакне има, боже. Леле. Жаре. Жаре, од ноктите ти растат влакне. Да. Ајде. Чекај бе 3, малку, ама мисли малку. 2, 1. Кој папа? Може, да. Да, може, радувајте се на плаката. Имаме уште две, ќе да видам кај ќе ти депилирам, да знам дека појма нема. Една емисија без публика е. Добро. Стварно следувај нешто. Добро. Кој папа го крунисал Наполеон? Ајде брзо кажувај. Кој? Вакви беа прашањата енигма, бе? Многу едноставни, немаше кој не ги знаеше. Јован VII. Ај Свети Јован Крстител нека биде. Утињам изгледаш. Пиусе, 7 е, ама Пиусе. Не треба ни банка. Еве го. Знаеш што не треба, уреду е. Ајде. Више. Леле, колку сум среќна. Чекај, мисли го следното прашање. Више не ви зборам на женските. Камакура шогунот. Камасутра? Не бе Камасутра. Камакура шогунот владел со Јапонија од 1192 година. До која година? Колку едноставно прашање, али боже. Го има во секој крсто збор. Абе, ова стварно за бркови, дајде се. Немој брковите. Имаш среќа. Не. Само да пипнам. Ама ќе пипнеш и толку. Добро. Ова, ќе ти направам така. како да имаш кошула. Ракав. Ете така. Ракав. Ете, супер, леле, браво. Камакура шогунот владел со Јапонија од 1192 до која година, Жаре? Ќе размислам, дај го тоа прво. Чекај, контра требаше, како требаше да не му растат брзо ова влакната? Контра, така? Не, секој најмалку чекуваш мислити. Yes! Ау, не си извадија добро, дај уште да повторам обратно сега. Еве. Добре. Чекај, сега ќе кажам. Значи банкар овој појма нема, чекај да го слушнеме одговорот. Кој мислиш дека е? Еве, на тепка. Од која година? Од 1192 до 1378. Па сгреши неколку години. Која рече 1300? 45. Поблиску си, ај уште еднаш кажи? 41. Ќе те депилирам, ај бегај. 1333 појма немаш, пријатно. Леле, добар сум, не мора. Ајде овде и да завршиме со тоа. А после сакам да ти се јави пак. Зошто ми се јави? Зашто јас сакам да зборам со него. Значи сакам да зборам со него.
Значи сакам ја да му кажам два збора на тој твојот. Чекај да видам. Ова тука. Овде нема ракав. Чекај тука. да видам дека немаше каков ракав ќе ти Немам ракав, направи. па немам ракав. Овде ракав. Ете, кај еве гледај за што ме направи. Еве го ракавот. Така и тоа го правиме сега, ете така, Ова ти ајде. е за 1333 година. Дај викни го со твојот умствен потенцијал, нека се јави. Фала. Чекај, дај направи го тоа и да го опција. Жари има нешто да ти каже. Да. Која страна требаш? Го погодив! Овој разговор ќе биде сниман. Знаеме дека... Имаш ли душа, бе, ти, човече, имаш ли душа? Имам, ти ми ја зимаш секоја емисија. Кој е, бе, тоа? Дарко Панчев, зашто ме зезаш секоја емисија, бе? Кој си ти? Даре, бе! Чуј! Даре! Што Даре? Ме зезаш секој пут, жена, дует. Даре, бе, у реду е, не мора... Овде меѓу нас е готово. Извини, Даре, а многу те сакам. И најдувам за звезда. Жаре бе, одамна помина втори ми се, ова е Валентајн. Не се вади со мене сега. А да знаев дека Дарко Панчев бил банкар. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig. Er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Ете така. Да завршиме со едно наше изненадување за тебе, ти супер вакви прекрасни изненадувања што ни правиш. На нас? Црвените се рачињата? Да, ова ќе го има треба. на нашиот Facebook, може и на твојот ќе се фалиш. Па ќе се фалам. За тебе нашето изненадување е многу пријатно, интересно. Ние имаме еден гостин кој што со тебе ќе направи еден не е тоа трик, тоа е вистинска магија. Љубе шоу! Кај си, Љубе? Како си? Многу ми е кеф што дојде, немој тоа депилирани се. Многу нежно ти Чекај дојде. сега, рака. Повели, седни Значи, си јас сега треба таму. да ја сменам ногата, така? Одлично, Така. сега левата нога, да. Љубе, кажи ми ти од кај доаѓаш? Бит пазар сега. Сериозно од Бит пазар? Да не купуваше Петарди намирници за продав. овој трик? Петарди продав. Браво! Тоа е од пробишти, тоа е Од пробишти. Така, да. Од пробишти. Те знаат на YouTube има Има, да, YouTube каналот ми Љубе шоу, Facebook фанпејџот Љубе шоу. Љубе шоу. Значи Да. тоа е се Се што е треба да ново запомниш. таму закачувам, постирам, Супер. тоа е тоа. Значи одете на Facebook и на YouTube Љубе шоу Шоу, и тоа е тоа, ќе си го најдете Љубе и ќе видите што видите прави. што прави. Ние си го најдовме Љубе овде во живо во студиото. Како што Така, треба. да. Што ќе правиш со Лила ти? Може да почнеме? Слободно. Така да, може да се најде на некој место Фрлиме интересно. на Кајмански остров. Гаси камери. Гаси. Не, продолжуваме. Се шалам. Добро, добро. Ќе направам трик со карти. Ајде. Омилен реквизит мој и на секој магионичар. Ќе ги малку пролистаме картите, ќе ги сечиме, може малку да ги зачинеме со солтички бибер, сега тоа е нели класика. Да не ги јадеме после. Ќе ги јадеме? Па и мене Може, така ми може, делува. ќе ги испечиме после на крај. Ќе допреш една карта која сакаш ти допри. Да допрам се. Така, да. Еве. Одлично. Ќе ја ставиме последна. Добро. Значи видеа која е. Добро. Само јас да се земете. Ти не гледај. Ја гледам. Гледам. А може и на кај камерата или Да, не? земам Да, ли? сега, јас ќе се свртам и сега покажи на камера за да не ја знам јас која е. Гледаме. Камера. Може на жаре, може на сите, може и на банкарот. Таму сме. Добро, ете. Така. Значи јас треба да не ја знам твојата карта, така? Па да. Ќе да му ја кажам. На банкарот, да. Шепни му, така, браво. Готово. Ја знаеш Жара, ја знаеш твојата карта. Ја знаат сите, целата публика ја знае. Само јас не ја знам твојата карта. Затоа ќе те замолам да ме вратиш седмицата во срце.
Опа, браво! Па значи ја знаеш, како не ја знаеш? Така, да. Седмица ќе го пресечам од прилика на половина целиот шпил и твојата карта седмица во срце. Ќе ја ставиме обратно, односно Чекај. со Чекај да ја проверам јас. така. Во ред. Обична е. Обичен шпил карти, да. Добро. Седмица во срце ќе ја ставиме обратно со лицето свртена, за разлика од сите други карти. Така. Тоа ќе направиме мала рекламација. Значи во целиот шпил твојата седмица во срце е свртена од обратната страна. Да. Сега, кажи ми на твој знак кога ти ќе посакаш стоп. Јас вака ќе ги пролистувам карта. Значи само каже стоп. Добро. Во ред, може. Дај. Може уште еднаш. Не кажувам. Добро, кога сакаш ти? Стоп. Овде. Значи овде застануваме. Да. Сега, бидејќи ја знам твојата седмица во срце, ја знаеме сите, оваа карта каде што застанавме, види ја, ама не ја покажува на никој. Сега ниту на камерите, на никој, буквално на никој. Добро. И стоп. Шо направи? Земи го маркерот и подпиши се, бидејќи на друг начин не можам да добијам автограм од тебе. Браво. Подпиши се. А најде начин, а? Пробал, он, остави го. Од депилацијата ми се... Сакаш автограм, Љубе? Така да. Добро. Во ред се подпишал? Не! Не ме брзај, чекам. Полека. Имам две-три презимиња, знаеш? Да, дур да ги напише. Лила Филиповска, Стојановска, Димитриевска, Црко да Бог. Така. Ајде. И врате одзгоре на шпилот. Добро. Океј, ќе поклопиме, така? Добро. Сега, сите ја знаеме. Леле, чек. Стоп, што масата, на масата. Леле, ти Димитриевска каже, ја мислев на друго презиме, каже, извините, молам. Абе, ако баш љубави. имало и тоа. Така, може. така. Во ред. Сега, кажи ми колку карти има во секој шпил. Како? Колку карти има во секој шпил? 52. Две, така. Така, си играла карти. Некогаш барам, некогаш. Ако ги поделиме точно на половина, ќе добиеме по 26 карти, така? Да. На половина. Значи јас тоа сега ќе го направам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 карти. Добро. Значи имаме две точно поделени купчиња. Така. Така. Дали се уште мислиш дека твојата седмица во срце што ја свртивме со лицето, Добро. е се уште свртена со лицето? Мислам. Така? Да. Ајде да се кладиме дека не е свртена. Да се кладиме дека е свртена, дека Браво, не е. на што? На не знам на што кажав? Ај ти кажи, ај ти да видиме што сакаш. На бакнеш. Опа. Нели, класика, Добро. Бакнеш. Така. Ајде. Секако сум ваќар. Во ред. Ќе ја бараме твојата седмица во срце. Ја не го чув, рече да ме бапнеш. Да ти кажам, искрено, јас не разбрав. Да ме бапнеш, еве тука, така рече. Така да, и ја бараме твојата седмица во срце, ја ми бараме направи. твојата седмица во срце што сите ја знаат и публиката и јас и Жари, Пепертминти, правиме нови две купчиња. Каде е седмицата? Еве седмицата во срце. Ќе ја ставиме настрана. Сега, Лила, ќе ми кажеш која е твојата карта со твојот автограм, бидејќи јас не ја знам, а мислам дека не ја знае ни публиката. Слободно кажи ја. Ја заборев. Да ти кажам што е? Наш на глас, да. Осмица Детелинка. Со подписот на Лила Филиповска. Така? Еве, така е, Добро, да. Но. Дали знаеш кој е најдобро, најзабавно и најгледано ток-шоу во Македонија? 1 на 1. Така е, Лила, 1 на 1 е најгледано и најдобро ток-шоу во Република. Браво, бе, љубе, браво. А дали знаеш зошто е тоа така? Извини. Колку го платиле? Плати, а? Ја му Сега реков ќе си го земам кај мене во емисија. Ја му реков ќе те баци Лила, сигурно. Фала. Имаме договор, да. Дали знаеш зошто е тоа така? Дека е најдобра, најгледана и најзабавна емисија. Па дека сум ја гостинка. Така. Така и затоа што сите работи во 1 на 1 се така добро спремени и подготвени, што значи позади секој црн кет стоат само црни карти, позади секој црвен кет стоат само црвени карти. Затоа 1 на 1 е толку најдобра и толку најгледана емисија. Браво, Љубе! Браво, Лила! Фала, Љубе! Фала, Лила! Вие нормално секогаш фала за вас. Пеперминт. Фала и што не гледавте вие тука, вие таму. Не пеат. Пеперминт. Ај, чекај вака. Еден рефрен за Лила, ете. На вистина. Вика, не може. А девојчето? Еве, јас ќе ти испевам рефрен. Која песна од Пеперминт ја сакам? Мислам дека е време да се заљубиш во мене. Која? Јас така си ја викам песната. Девојката со точката предпоставувам дека е. Не, куче. Ајде. Со кучето беше? Куче, да. Ајде, одиме. Добро. Јај ти заедно. Фала што гледавте. Фала. Трни ти, ќе ми текне. Сите мислат ова вице. Не ми е. Фотоапаратот. Тој до куче.
твоето куче, твоето куче, твоето куче, твоето куче. Поморен сум на твоето куче, твоето куче, твоето куче, твоето куче. Фала што гледате, Дентен, чајчиња, гудниче, све за тебе, Любов, све за тебе. Еве ти прстенот. Ете и бакнеш, него бапна, него бапна! Само го бакна. Како помина снимањето кај Жара? Па мене ми се свиѓаше, за другите не знам. Се шегувам, си поминав, забавно, весело, пеев, играв, оно што сум најдобра, нели, тоа го правев. Едноставно, вистинска журка беше во еден на еден, така што се надам дека гледачите ќе живеат како што живеавме јас и Жара. Океј, фала ти. Благодарам.